Вработените во Лерит фондацијата при општина Штип со помош на соодветните градежни фирми забрзано секојдневно ги реализираат активностите околу уредувањето на кеот на река Отиња во централното градско подрачје. Она на кој деновиве се работи е делот кај камениот мост, каде истовремено се превршува и втората паркинг платформа. Веќе можеме да кажеме дека е завршена каскадата под самиот така наречен каменит мост и ова дава 100% сигурност дека во наредни временски период, доколку дојдат поголеми води, дека мостот ќе биде сигурен. Исто така, платформата веќе е завршена, како што и самите гледаме, веќе зад мене се работи и тротоарското решение. Уредувањето на тротоарот се очекува да биде завршено до крајот на оваа недела, што значи дека со почетокот на учебната година учениците, за разлика од минатото, ќе можат безбедно да ја поминуваат улицата до Општинското основно училиште Ванчо Прке. Што се однесува до делот под паркинг платформите, таму ќе биде поврзано минор коритото на деловите од центарот до полициската станица. Дали уште 2 до 3 дена не останува да завршиме овој дел и потоа се селиме кај пешечки мост кај полицијата. Останува сега да почнеме од пешечкиот мост кај полицијата и со максимално интензивно темпо да тераме до крајот на годината да успееме да завршиме, сега би рекол барем до здравен дом. Она што ќе остане, а е поврзано со комплетирањето на уредувањето на коритото на река Отиња е делот кон Ново село, за кое Југов рече дека според проценките таму ќе се продолжи во текот на наредната година. Како и да е, овој проект на градоначалникот на општина Штип Илчо Захариев предизвикува восхит кај граѓаните и благодарност за тоа што градот добива комплетно нов лик кој штипјани одамна го чекаа. Јас сум тука роден. Тука сум во Сувиси, 2 години сум. И вака Штип никогаш не бил досега? Не. Сега се игра студени, турски игра. Кој е заслужен за ова според вас? Уривски, никој друг.